Благодарам. Почитувани колеги, почитувани граѓани, сите политичари кои пристапија кон менување на името на Македонија, почнувајќи од подписникот на Преспанскиот договор, заедно со премиерот, преку пратениците на мнозинството, па се до оние пратеници од опозицијата кои спротивно на партискиот став ги поддржаа, сите тие мора да знаат дека постапуваат спротивно на волјата на македонскиот народ. Особено пратениците македонци мора да знаат дека со тоа одат директно на штета и против македонските национални интереси. Затоа што името Македонија е поголемо од секој од нас и никој нема никакво право да го менува. Особено не смее да се менува после јасниот резултат од референдумот. Вие што сакате да го смените името на Македонија, мора еднаш конечно да разберете и да прифатите дека македонците тоа не го сакаат и затоа го бойкотира референдумот. Затоа и покрај сите манипулации, притисоци и нерегуларности, референдумот не успеа. Особено против тоа се припадниците на македонскиот народ, кои не прифаќаат да ни се менува името на Македонија. Резултатите од референдумот покажаа дека за гласаа само околу 250.000 македонци, а дури 2/3 од македонците не излегоа на гласање. Значи, 2/3 од македонците се против промена на името, а тука 2/3 од пратениците во Македонското собрание се за промена на името. Почитувани колеги, ве прашувам, кој ви го дал тоа право, кој ве избрал и зошто ве избрал? Кого представувате вие тука во собранието на Република Македонија? Со губење на името Македонија и со дополнително обезличување на нашиот јазик, на нашата култура, на нашата традиција и нашата историја, ние како македонци за секогаш ќе исчезнеме. Да не заборавиме каде живееме. Живееме во срцето на Балканот и да не ја заборавиме историјата. Да не ги заборавиме желбите на сите наши соседи. Едни не ни го признаваат името, другите јазикот, третите црквата и четвртите поголем дел од територијата. Преспанскиот договор и неговата имплементација само ги подгрева нивните аспирации и наместо решение на долг рок ќе значи дестабилизација на Балканот. Да не се залажуваме дека НАТО или некаква идна Европска Унија ќе застане на страна на некаков недефиниран народ, во што ќе се претвори македонскиот народ со вашата поддршка, почитувани колеги пратеници и со политиките на Зоран Заев. Македонците ова го знаат од историјата и ова го чувствуваат. Тие се многу исплашени дека со губењето на името ќе го изгубиме и идентитетот. Колку и да беа спротивни на тоа изјавите на Заев и на Димитров, самите грци во нивните изјави во многу наврати ги демантираа. И покрај сето понижување што го доживеавме со подпишувањето на Преспанскиот договор, грците никогаш, ама на вистина никогаш, нема да го признаат нашиот идентитет и ќе направат се да исчезне и буквата М
од името на нашата држава и на нашиот народ. Тоа им е јасно на сите во Република Македонија. Меѓутоа, навистина е чудно како никој од Европската Унија или Америка не реагираше на секојдневните грчки изјави дека не признаваат македонски идентитет, и тоа сега баш во време на спроведување на Преспанскиот договор. Грците еднаш веќе не измамија современата спогодба. Воопшто нема да се срама тоа да го направат и со оваа спогодба. Преспанскиот договор не е крајот на нашите маки, тоа е само почеток. Затоа и оправдано веќе го нарекува македонска Пандорина кутија. Тој не ги решава проблемите, туку само отвара нови и нови проблеми. Можеби со неговата имплементација и ќе влеземе во НАТО, но тој ќе отвори нови проблеми кога ќе треба да влеземе во Европската Унија. Јас сум длабоко убедена дека ако сакаме да влеземе во Европска Унија, ќе мораме да направиме уште не една спогодба со Грција или нова спогодба со Бугарија, туку уште многу спогодби при што ќе треба целосно да се избриши зборот Македонија. За македонците името е нешто најсвето. За македонците името е нешто најважно и најголемо, поголемо и поважно и од НАТО и од Европската Унија. Тоа јасно го покажа на референдумот, дури и покрај сите притисоци од дома и од надвор, и покрај сите очигледни нерегуларности и масовно полнење на кутиите. Нашите пријатели од Европската Унија и НАТО и нивните дипломати, кои вршија и се уште вршат невидена кампања, да не речам притисок, да си го смениме името, мораат да знаат дека македонците навистина искрено сакаат Република Македонија да влезе и во Европската Унија и во НАТО, но не сакаат тоа да го платат со нешто што нема цена, а тоа е нашето име. А сега не тераат да го направиме тоа самите и дома, дури да го смениме и името и уставот, да ги смениме имињата на сите наши институции, да ја смениме нашата историја, нашата традиција и идентитет. Тоа беше таа црвена линија која без никакво право ја прегази господинот Зоран Заев. Преспанскиот договор е безусловна капитулација, односно безусловно прифаќање на се што му побарале грците на Заев. Држави капитулирале, губеле војни, па сепак не прифаќале вакви понижувања. Друга држава да ни го менува името, уставот, историјата е нешто невидено во светската историја. И тоа без војна, само со еден подпис на министерот Димитров. Замислете, дури и кога нашиот парламент ќе ги усвои нацрт амандманите, треба грците да ги одобрат. Тоа е тотална капитулација. Тоа е грубо мешање во внатрешните работи на една независна држава. Овој чин на уставни промени, условени од друга држава, не е ништо друго туку губење на нашата независност и суверенитет. Македонија создадена со референдумот од 90-тите години повеќе престанува да постои, умера. И сите што ќе гласат за тоа ќе бидат запаметени како гробари на Република Македонија. Со овие уставни измени се создава некоја
нова вештачка творба наречена Северна Македонија. Вештачка затоа што никогаш, никаде, никој во историјата досега не ја нарекол оваа држава, па дури и оваа територија Северна Македонија. Тоа име Северна, што сакате да го накалемите на Македонија, ни го измислија грците за да не обезличат и за да ги пресечат сите наши вековни корени. Државата Северна Македонија ќе постои од 2018 или од 2019 година. Се пред тоа, постепено, ќе го бришат комисии на подобни историчари од Северна Македонија, заедно со историчари од соседните држави. Тоа ќе мора да го прифатите, почитувани колеги, ако сакаме, нели, утре да влезиме и во НАТО и во Европската Унија. За жал, тоа е вистината. И уште нешто за што сакам да зборувам, почитувани, вие предлагате крупни промени во Уставот, промени кои што немаат никакви гаранции. И секогаш ќе постои едно прашање и што ако? Што ако оваа спогодба не биде ратификувана во Грција? Во нашиот устав, во членот 131, во став 4, стои дека кога ќе се заврши со измените во Уставот, измената ја прогласува Собранието, а во ставот 134 пак од Уставот стои дека влегува во сила со денот на прогласувањето во Собранието. Што ќе се случи доколку остане спогодбата ратификувана? Еден почитуван универзитетски професор од Правниот факултет за меѓународно право укажува на една одредба од Преспанската спогодба, која што во значителна мера може да влијае понатаму во идните постапки во однос на ратификацијата на договорот во Грција. Имено во членот 2 став 4 изрично е пропишано дека поддршката на Грција за нашето зачленување во НАТО е условена од исполнување на два кумулативни услови. Прво, од исходот на референдумот, кој мора да е конзистентен со спогодбата, и второ, усвојувањето на уставните амандмани. Тоа значи дека без исполнување на било кој од двата услови, Грција нема да има обврска да не поддржи за членство во НАТО. Понатаму, тоа значи дека дури да ја ратификува спогодбата во нивниот парламент, ние ќе бидиме во нивна милост за тоа дали ќе не пропуштат во НАТО. Грција секогаш ќе може да се повикува на неуспешниот референдум и совршено правно засновано е да одбие да го ратификува протоколот за наше пристапување во НАТО. Тогаш ниту Меѓународниот суд на правдата нема да пресуди за нас. Од тука, пред да се пристапи кон уставни измени, укажувам на опасноста со која се соочуваме дури и ако амандманите бидат усвоени. Колеги пратеници, ќе кажете можеби дека во спогодбата е наведено доколку двете страни не го испочитуваат договорот, не ја испочитуваат спогодбата, можат сами меѓу себе да се спогодат или надлежен е Меѓународниот суд за правдата во Хаг. Па ние, колеги, имавме таков случај
дали Меѓународниот суд во Хаг пресуди во корист на Република Македонија, а на штета на Република Грција, која што не ја испочитува и не ја спроведе таа пресуда. Од тука е и сомнежот на граѓаните и лично мој, која е нашата гаранцијата за ратификување на оваа спогодба од страна на Република Грција, или ќе останеме само со промена на нашите уставни одредби и на нашето име. Искуството од минатото ни е лошо, а вербата никаква. Затоа и не го поддржувам овој процес за кој и граѓаните се изјаснија дека се против.